Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Иако системот на ФЗОМ 2 недели е крахиран, осигурениците не можат да добијат никаква информација, лекарите не можат да добијат плата, сепак директорот од ДУИ Фатон Ахмети е на одмор во Соединетите Американски држави. Тој не е на своето работно место и официјално од ФЗОМ потврдија дека користи годишен одмор. Директорот Ахмети користи годишен одмор затоа што е во политичка посета, како кадар на ДУИ, бидејќи неговата посета не е од позиција на директор, туку лична, и единствениот бенефит е неговото политичко надградување. Ова го потврди и самиот тој со тоа што обелодени дека е на лидерска визитинг програма која се спроведува за политичари, а не за државни функционери. Почитувани граѓани, заради неспособноста на менаџментот на ФЗОМ, од кој дел е и Ахмети, целиот систем на податоци на фондот беше и се уште е загрозен и е под сериозна опасност со можност податоците да исчезнат и да треба да се внесуваат рачно со месеци. Епилогот до сега е лекарите да бидат без плата и голем број на закочени процеси. Ковачевски, како премиер, молчи само заради поддршката на ДУИ, без која тој воопшто нема да биде на таа функција и затоа е заложник на истите. Фрапантно е што 2 недели Фатон Ахмети не најде за сходно да го прекине својот политички престој и додека податоците на осигурениците, нивните лични информации и диагнози се загрозени, тој како член на политичката партија ДУИ остана на политички престој. За ДУИ и СДСМ државата и нејзиното функционирање се секогаш во втор план. Имено, Фатон Ахмети со ваквата постапка покажува дека за него, неговиот политички ангажман во ДУИ е поважен од државната функција, која што ја извршува и за која што е платен од граѓаните. Фатон Ахмети, исто како и Артан Груби, го стави својот личен интерес пред интересот на граѓаните од чии пари е платен. Ковачевски пак, наместо да молчи и да прави квази реконструкции на владата, треба веднаш да го разреши Фатон Ахмети од позицијата директор на ФЗОМ. А доколку не го направи тоа, само ќе стави печат на фактот дека е заложник на ДУИ, со чија помош се уште се држи на власт. Ви благодарам.